Ветингот во контекст на правосудството значи проверка, оценка, евалуација на кандидатите или на лицата кои што извршуваат судска или обвинителска функција, за да се провери нивната подобност и соодветност да ја вршат функцијата за која што тие се избрани или именувани. Меѓутоа, кај нас поимот ветинг, особено на начинот на кој што се користи од страна, особено на политичарите и особено во предизборните кампањи, јас се сомневам дека сите тие се запознати со неговата суштина и со неговата содржина. Ветингот како поим може да се оствари во два различни модалитета. Првиот модалитет е еден така наречен генерален реизбор на сите судии и јавни обвинители, а вториот е преку оценка, односно евалуација на работата на судиите и на обвинителите. Дали во Македонија тоа е издржано барање, колку тоа би вродило со плод, доколку се решат институциите државата да спроведе ветинг и дали освен уставни измени, законски и тука се што подразбира, ќе ни треба и кадар. Знаеме дека судско-обвинителската фила се соочува со недостаток со години назад. Прв и клучен предуслов за спроведување на ветинг е јасно изразена политичка волја помеѓу клучните чинители, помеѓу клучните политички субјекти во една држава. Без јасно изразена и реална политичка волја, малку е да се очекува дека било каков обемен процес на проценка или на ветинг би бил воопшто изводлив. Што се однесува кај нас, за жал искуството покажа дека тоа споменување и тоа повикување на ветинг од страна на политичките субјекти, политичките елити најчесто доаѓа или во предизборие, или кога ќе се случат одредени скандали или кога ќе се појават одредени како впрочем сега наоди од јавно мислење кои што зборуваат за довербата во правосудството. Меѓутоа се заборава дека самиот процес е особено комплексен и има свои силни страни, меѓутоа има свои и самото спроведување на овој процес има одредени ризици и побарувања. Во однос на ризиците, клучно е да се биде доследен во однос на терминологијата која што се употребува. Пред 5-6 години кај нас се оперираше со терминот генерален реизбор. Генерален реизбор во постојниот уставен систем не е возможен, затоа што кај нас судиите уживаат траен мандат и уставот предвидува во кој случај судија може да биде разрешен од функција. Така да било какво користење на поимот генерален реизбор бара да се спомене и дека тоа бара уставни измени кои што во нашава држава, во нашиот контекст не секогаш лесно се спроведуваат. Понатаму, клучно е да се одговори на прашањето кој би го спровел тоа. Ако не е генерален реизбор, би била некаква вонредна оценка. Кој би ја спровел таа оценка? Ние во моментот имаме систем кој што со во рамки на законот за судскиот совет, систем на оценка, систем на работата на судите, систем на дисциплинска одговорност кој што постои. Меѓутоа и кој што функционира на принцип на одговорност од случај до случај. Спроведување на една сеопфатен системска проверка, реевалуација, оценка на судиите во оваа фаза е можно, меѓутоа да се земат во предвид што е тоа што уставот го предвидува и да се предвидат соодветни законски измени со цел да се заштити интегритетот, затоа што самиот процес, иако има позитивна, добра цел, искуството ни покажа дека многу често може да има сосема неочекувани контрадикторни резултати. Така, освен тоа, со скандали годинава беше обвиена и Академијата за суди и јавни обвинители, токму таму каде што треба да излезат кандидати, односно готов производ кој ќе седне во судските обвинителските институции. Како вие како правници гледате на тоа? Таму повеќе од потребни се реформи за да се тргне политиката од судството, од судската власт, бидејќи гледаме доколку немаме кадар кој е без врски политичка позадина зад себе, судството ни оди само се подлабоко тоне ни е. Во тој контекст дека и ако немаме веќе од една страна ни се потребни уставни измени за ветинг, од друга страна имаме институции обвинени со скандали, политички дамки врз нив, како судската власт ќе ја изведеме на вистински пат со оглед додека сребиме кој е Европа?
Една од основните причини за недовербата во судството, која што се докажува со овие истражувањето мислење, според мене, несоодветниот одговор на институциите на системот кога ќе се случат одредени скандали. Затоа што најголемиот дел од граѓаните не гледаат она позитивна работа на правосудните институции кои што во 95% од случаевите тие спроведуваат. Меѓутоа, оној мал процент на условно кажано во наводници скандали и отсуството на одговор и утврдување на одговорност се причината за таа недоверба. И затоа повторно во контекст на ветингот не е решение за се. Значи, искуствата во државите од регионот, во Босна и Србија, кои што спроведува генерален реизбор во рани доцните 2000-ти и Албанија како по-скор пример, не гарантираат дека ќе имате ефикасно судство. Значи, ветингот единствено може да биде ефикасен ако паралелно имаме доследна примена на оние гаранции кои што ги имаме во законите, утврдување на одговорност и секако разрешување на сите прашања и сите проблеми кои што се јавуваат во овие институции на еден транспарентен и на еден одговорен начин. Наспроти тоа, за жал, кај нас се случува при комуникацијата со јавноста да се употребат несоодветни изрази кои што многу лесно понатаму може да бидат отфрлени од контекст кои што уште повеќе ја намалуваат довербата на граѓаните во правосудството. Дали на некој начин се манипулира со реформиве во судството, сака да ми кажете, или на кој начин со последно? Така, да. Дали се манипулира? Реформите се спроведуваат. Објективно има одредено подобрување на правната рамка. Оно што отсуствува е одговорноста. Значи, примерот кој што крена многу прашина со уверението од правосуден испит кој што е издадено без претходно да има лицето да ги има завршено студиите, е многу индикативен пример. Значи се излезе сторијата во јавноста, одговорот од институциите беше крајно несоодветен. Од една страна, едната институција спомена дека таа документација не е, што согласно сите правила на архивско и канцелариско работење не е возможно тие документи да не се чуваат, додека другите институции едноставно замижаа на целиот тој проблем. Иако правни експерти од областта на управното право јасно кажаа дека решението со кое што се дозволува полагање на правосуден испит може да биде поништено затоа што е утврдено дека не е донесено согласно закони, согласно последните услови. Така да не решавањето на овие скандали, повторно ќе го потребам тој збор, и те како влијае на зголемување на довербата во судството. Односно, не, или да го парафразирам, на друг начин, значи, отсуството на некакви позитивни примери се тие кои што исто така влијаат на зголемување на недовербата во судството. Меѓународна комисија, не знам како се викаше, што го следеше процесот. И тоа даде некој, меѓутоа што се случи во Албанија? 30 суди, најмногу, а сега над 50% им се разрешени. Мислам, ги разрешија поради... Или се повлекува. Или се повлекува, отидоа или адвокати, или да работат нешто друго. Сакајќи да се добијат одредени гласови, политички поени, оперираат и го користат овој термин, со што се одомаќени кај граѓаните, иако се сомневам дека граѓаните се све. Ајде да го поништиме решението, ќе се исполага правосуден наново, може да се запише во наредна генерација. Ќе се запише во наредна, јасно е како. Не сме сите деца на функционери. Значи не сме сите деца на функционери. Да му дадеме шанса. Не може да се даде шанса, значи него не тоа со архива е, значи ние како здружение на граѓани, вие како телевизија имате обврска сите документација да се чува, па ја архивираме, ја носиме во